Во време кога границата меѓу приватниот и јавниот живот речиси да не постои, јавните личности се почесто се соочуваат со ризици, кои одамна ја надминуваат рамката на критика или медиумски притисок. Популарноста, влијанието и видливоста што ги носи јавната сцена, за жал понекогаш значат изголемена изложеност на закани, заплашувања па дури и физичко насилство. Во изминатиот период сведочиме на случаи што ја вознемирија јавноста и отворија сериозни прашања за безбедноста на естрадните уметници. Се почесто се поставува дилемата дали конкуренцијата, нерасчистените сметки или нарушените односи меѓу поединци од јавниот живот може да ескалираат во насилство. Дали личните или професионалните конфликти се решаваат на погрешен и опасен начин. Таков пример се случи неодамна, кога во дворот на домот на пејачот Здравко Чолич беше фрлена бомба. За среќа инцидентот не предизвика човечки жртви, но ја вознемири јавноста и повторно го отвори прашањето: кој и зошто си зема за право да постапува на ваков начин? Дали славата денес значи и поголема небезбедност? Со цел да го слушнеме ставот на јавноста, ги прашавме граѓаните на Скопје како гледаат на овие случувања и дали сметаат дека јавните личности денес се доволно заштитени. Дали институциите реагираат навремено и дали општеството треба погласно да го осуди секој облик на насилство, без разлика кон кого е насочено. Одговорите што ги добивме откриваат загриженост, но и поделени мислења. Токму затоа оваа тема останува актуелна и отвара простор за поширока дебата за безбедноста, одговорноста и границите во јавниот живот. Секој вид на насилство е излишно да се дискутира. Чудене, посебно кон уметност, сигурно има причина. Ништо не се случува за џабе. Ние сме слушале приказни, да не бидам сега насочувач на ова, ама се има своја причина, последица и тек на настан. Ако е точно, викам анти-лайк, мислам тапа е со бомби. Ако сме кај бомби, има и кај револт, има и малце покреативни начини да се каже тоа што се мисли. Дури ако е неубаво. А дали те плаша таквите информации? Мислам дека Балканот станува доволно можеби медиумски културен да знае дека има бескрајно лоши информации, бескрајно добри информации, сите го справиме нашиот баланс. Мене лично не, ама мислам дека, ти го кажем, малце подолго сум се повредувал со лоши вести, сум се повредувал со страшни видеа. Избегнувам тоа што мислам дека не треба да го гледам. Како ја коментирате естрадата и се што се случува на естрадата? Мислам дека е тешко, ако зборуваме за нашава естрада, како индиректен и директен учесник, искрено можам да ти кажам дека јас се чудам како функционира во однос на тоа како е спонтанно организирана. Секогаш има луѓе кои сакаат да се забавуваат, секогаш ќе има уметници, секогаш некој ќе има поише среќа, некој ќе има помалце. Мене ми е кеф дека како и да е, некои луѓе го кажуваат тоа што сакаат да го кажат преку естрада. На кој начин и во кој правец и во кој жанр, секој бира. Дали мислите дека јавните личности денеска се во поголема опасност од порано? Како физичка закана, изгледа дека се подостапни. Уствари изгледа као да можеш да ги најдеш дома, као да можеш да им направиш нешто, ама мислам дека општото ниво е па потигнато. Сега сите знаеме дека не е модерно да се тепаш. Ако те бива за тепање, има спортови кои што стварно може да биде интересно и дури да има и економска корист. Мислам дека секој си ја плете својата приказна и дека некои работи треба да ги надминеме сега, да не правам муабет дека не треба да се тепаме, бидејќи тоа е стварно за дечки. Агресијата е најниско ниво на комуникација. Во прво оделение, симпатијата ја текнамаваме со хартија, бидејќи не знаеме, сите букви не ги знаеме. Дај да порастеме, ова не кон вас, кон оние кои може да се наоѓаат у муабет. На тоа што се случило со Здравко Чолич? Имам слушнато дека пред неколку дена била фрлена бомба во дворот на куќата или пред куќата или во тој смисла. Дали ве плашат таквите информации? Тие не се добри. Покажуваат небезбедност, да кажам, и на јавните и средни личности. Иако е он голема звезда, која не верувам дека се замерила со некого.
А како ја коментирате естрадата и се што се случува на естрадата? Па не ја познавам многу естрадата, освен што ќе појдам на некој концерт. За друго не следам. А дали јавните личности денеска се во поголема опасност од порано? Мислам не. Мислам дека сите сме во опасност. Прво, дали е тоа факт? Дали вистина фрлиле бомба? Да. Да, па добро, тоа е јавна личност и веројатно не случајно се случува, има некаква приказна позади тоа, така? Па не знам, тоа е заплашење, ама не верувам дека тоа случајно се случува на некого. А дали јавните личности денеска се во поголема опасност од порано? Па не знам дали се во поголема опасност од порано, мислам дека можеби живееме во едно подруго време каде што сами ја повикуваме опасноста. Не знам како да го одговорам другачие тоа. Тоа што му се случило на Здравко Чолич? Што му се случило? Па нели станот пострадаше, дворот, колата, се тоа. Дали ве плаше таквите информации? Некако тоа е нецивилизација на општеството. Дека јавните личности денеска се во поголема опасност од порано? Па мислам во секое време опасностите биле присутни. Ти благодарам. И тие го диктирале општеството и политиката. На оваа тема поразговаравме и со пејачот Јоце Панов, кој веќе долги години е дел од естрадната сцена. Видно вознемирен од веста за Здравко Чолич ќе каже: Навистина сум шокиран од моментот слушнав, видов за тој настан. Се дури не ја знам причината, не можам да коментирам, но каква и да е причината, мислам, многу се такви работи и особено па за човек како Здравко Чолич, навистина, да било за некој било што ајде да кажеме некој по-друг начин на живот што живее, па некако да мислиш на комбинација, ама за Здравко Чолич, човек со најмалку, буквално со најмалку фама околу него, не знам што се случува. Се надевам, бидејќи често сум нон-стоп сум во Белград, се движам во тие кругови и се надевам дека ќе ја дознам вистинската причина и тогаш ќе можам можеби да, но сепак го осудувам секакво еден вид насилство. Се почести се случаите како да бидат естрадни личности нападнати од страна на вакви, да ги наречеме, хулигани, меѓутоа дали сметаш дека со овие постапки естрадните личности се понебезбедни? Се повеќе и повеќе како изминува времето, луѓето од естрадата се небезбедни. Па луѓето во глобала во светот се многу небезбедни, дојде време кога веќе со тоа не се поштедени ни би реколете естрадните личности, пејачите. Зошто е тоа така? Вака и од секојаш било, но можеби не во вакви мерки, затоа што самиот начин, ние сме поврзани со ноќен живот, ние сме поврзани со алкохол, ние сме поврзани со нормално е тоа да бидеш поврзан со еден начин, шоу бизнисот е еден таков начин каде што се во игра многу би рекол, не знам како да ги наречам, разни не се тоа кланови, ама разни кланови, музички кланови, не само кланови од друг тип, туку и музички, така, се двојат многу кланови. Ова е наш, другиот не е наш, ова е со тој или работи со тој, што е типот и со менаџери, например, тој е менаџер, па тој работи, не, па тој не е со тој, како да кажам, со тој ланец на дискотеки по светот или во тој некој аспект ги знам колку работите, затоа што сум бил, сум шетал, сум пеел и знам од прилика како функционира, како и се во животот, како што се партии, како што е било се разлика, но мислам дека не е решение на тој начин да се пресметуваат на тој начин, дали физички или вака, не дај Боже, со вакви заплашувања или со вакви среќа. Пак ќе кажам што тоа било неуспешно, можело да дојде до големи неубави сцени.
Дали популарноста носи и опасност? Носи опасност голема. Носи опасност, тоа е факт дека затоа што колку си повеќе популарен, толку повеќе си во па како да кажам, и за добрите работи, ама и за лошите работи си на мета буквално. Знаете, во едно пикадо јас велам, секој сака да ја погоди пееската центар, така. Никој не се стреми да. Така да, штом сте во тој центар на внимание, во тоа секој ќе сака вас да ве погоди,